Почитувани, има фирми кои работат пазарно, се борат и се надпреваруваат. И има фирми кои со СДС работеа само за тендери. За овие вториве СДС се патрон. Зачудувачки е како јавното обвинителство со години молчи за тендер шемите на Стентон градба. Во период од 2019 до 2023 година, Стентон градба добиле државни тендери од 66,5 милиони евра, што е за нецели 5 милиони евра помалку од вкупните приходи на друштвото. Мора да се нагласи дека и остатокот од 5 милиони евра, кои не се добиени директно од тендери, поголемиот дел се наплатени како подизведувачи на други фирми исто така на тендери. Дали некои фирми се направени само за да фаќаат тендери, додека остатокот треба да се мачат и по пазарни услови да се борат за корка леп? Како е можно Стентон градба да нема никаква друга работа освен тендери и тоа кога СДС беше на власт да биде во топ 10 тендераджии во државата? Дали институциите не го сметаат за сомнително тоа што фирмата 4 години буквално живеела само од тендери? Фаќала работа далеку од незината база, а фирми кои се многу поблиску истата не ја добивале? Дали и како Стентон градба ги добивале тендерите? Дали игра клучна улога СДС, Заев и Филипче? Ви благодарам. Доколку имаме прашања, повелете. Кој е вашиот коментар за ставовите на Филипче дека ќе се распаднела владата? Добро, благодарам за прашањето. Видете, чудна е подсвеста. Човек кому партијата му е распадната да зборува за распаѓање на владата, малце е чудно. Ако е така, тогаш вистинскиот лидер и финансиер Зоран Заев немаше да биде во формален екзил. Други прашања? И ако може коментар околу подготовката за локалните избори. Благодарам за прашањето. Во тек се активностите во рамки на партиските структури во пресрет на локалните избори. Ви благодарам.